Сепак и покрај тоа што е Куратица мало место, за нас е многу значајно, не само за жителите кои живеат тука, туку и за гостите кои што... Eidechsen gibt es ganz viele, auch in Deutschland. Aber Salamander ist, glaube ich, bei uns unter Naturschutz. Ja. Unter Naturschutz? Заедно со амбасадорката на Сојузна Република Германија и со представници на местната заедница Куратица, дојавме на место на каде што се изведува работите за реконструкција на каптажата и водоводниот систем за Куратица. Проект кој што е реализиран со помош на владата на Сојузна Република Германија и амбасадата на Сојузна Република Германија во Скопје, заедно со локалната самоуправа и со местната заедница Куратица, кој подразбираше реконструкција на старите каптажи, изградба на нови каптажи и реконструкција на водоводниот систем и дел од патот кој што пристапниот пат до овие каптажи. Проектот, целокупната финансиска конструкција на проектот изнесуваше 590.000 денари, од кој што најголем дел од средствата беа обезбедени од германската амбасада во Скопје и помал дел од средствата се обезбедија од локалната самоуправа во Охрид. Јас би искористил оваа прилика да се заблагодарам на амбасадорката и на амбасадата на Сојузна Република Германија во Скопје за целокупната поддршка на овој проект, кој што беше аплициран веднаш после формирање на новиот состав на локалната самоуправа во април 2013 година. Договорот беше подпишан за реконструкција, односно за изведување на овој проект во јули, а целокупните работи беа завршени на крајот од септември и од тогаш е овој систем пуштен во употреба. И покрај тоа што можеби проектот според финансиската конструкција е мал, сепак за локалната самоуправа во Охрид и посебно за жителите во село Куратица, овој проект е од фундаментално значење и со тоа се зголемија перформансите на овој водоводен систем и од 0,2 литри во секунда, колку што беше капацитетот, предходниот капацитет на снабдување со вода на овој каптажен систем, се зголеми капацитетот на 2,5 литри во секунда. Тоа е голема придобивка за луѓето кои што живеат во овој крај, меѓутоа во исто време со другите помошни работи кои што се изведува за изработка, за реализација на овој проект, се овозможува на овој крај да се овозможуваат одлични предуслови за развој на руралниот туризам, на кој што локалната самоуправа во Охрид посетува огромно внимание, затоа што сметаме дека тоа е еден од предностите кои што ги дава овој крај, не само во село Куратица, туку и во околните населени места во Охрид и планинските и местата кои што и населбите покрај езеро, зашто во наредниот период имаме намера да го развиваме посебно овој дел од туризмот и да вложиме значителна сума на средства. Затоа денес разговаравме и со германската амбасадорка за можностите што ги нуди овој регион во делот на развој на рурален туризам и се надеваме дека овој завршувањето, односно реализација на овој проект ќе биде само еден почеток од нашата идна плодна соработка поддржана од германската амбасада во Скопје. Благодарам. Isto tako sakam da izrazom blagodarnost, da sam prisutna na ovaj nastan zajedno sa gradonačelnik na grad Ohrid, na predstavnici na selo Kuratica i zajedno sa naš bivši sorabotnik gospodin Eftimov, koji je zapravo inicijator na ovaj projekt. Gospodin Eftimov byl do kraja na august naša ambasada uostalom nadležan za odgovoran za ovi takozvani malki projekti sa koji podržavamo sorabotka sa opštine vo Makedonija
kao germanska ambasada, a sredstva sa od ministerstva na sorabotka vo Germanija, ekonomska sorabotka vo Germanija i mislim da možemo smatrati može da se kaže, ovaj projekt zaista za jedan element od naša sorabotka koji sa Ohrid i region Ohrid već imamo mnogi zajednički projekti, ali mnogo se nadam da продолжуваме sa interesni projekti, možda vo oblast na turizam posebno, jer mislim da ova lepota treba da vidjet što poveke ljudi, a naravno sam blagodarni i za uprava na Kuratica, zato sorabotka beše odlična. Ne? Možda da gospodin Eftimov koji je pratio poveke što se zbivaše, може повеќе да каже. Господја Штајнака рече дека продолжуваме со соработката. Значи, досега ова не е прв проект од германската амбасада овде во Охрид. Имавме, например, во Лескоец, во училиште, овде имавме во градинки, во градот сами. И ова е продолжение. Така да мораме да имаме во предвид секогаш цела Македонија, секаде да биде подеднакво така распределено или застапено. Овде во овој проект навистина многу се потрудија пред се Горан тука Мицовски. Многу брзо се направи, невообичаено бидејќи многу проекти досега имаме реализирани низ цела Македонија. Во јуни бевме овде на извидување прво, постапката така да видиме на лице место како изгледа тоа. Во јули го подпишавме договорот. Да, и во септември ова градежни работи обично должат и така мислам има закаснување овде, навистина го поздравуваме брзото и ефикасно работење. Сега ни ветија дека долу ќе видиме видео презентација како се одвива работа. Така Горан? Да. Било уште да го Ванчо Ефтимов најлучше.